Награда диплома по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на Мирослав Димитриевски, доктор по земјоделски науки, за особен придонес во стручно-научната истражувачка работа. Во Научниот институт за тутун Прилеп работам во одделението за генетика и селекција и семеконтрола. Основна цел на научно-истражувачката работа во одделение е создавање, испитување и воведување на ново попродуктивни сорти тутун во примарното производство на тутун, како и одржување на постоечките сорти тутун. Имаме создадено 14 сорти, од кои како прв автор сум на 9 сорти и како еден од авторите уште на 5 новосоздадени сорти. Последна ни беше реализирана сортата Прилеп 66, која сега е најзастапена во масовното производство. На иницијатива на нас авторите беше по иницијатива на авторите беше предложена и прифатена во примарното производство. Тоа се авторите професор доктор Мирослав Димитриевски јас и професор доктор Гордана Мицеска. Со воведувањето на оваа сорта во производството, значи истата се зголеми физичкиот обем на производството, а со тоа истата беше застапена 80% во периодот од 2010 година до денес, значи со 80% во вкупното републичко производство на тутун. А посебно треба да се истакне и тоа што во последните 5 години оваа сорта е застапена со 94% во вкупното производство на тутун на ниво на република и како и со 98% во рамките на типот Прилеп. Оваа награда пред се значи јавно признание за она што ние с него сработиле и сатисфакција за нас авторите, како признание за нашиот придонес во тутунското стопанство. Исто така, ова може да биде индиректно признание и на Научниот институт за тутун, односно на присуството на науката и придонесот во стопанството. И развојот на стопанството и напредувањето на тутунското стопанство. Особена чест ми е и задоволство што оваа награда моментално ми е доделена од страна на локалната самоуправа како едно признание на локално ниво. Меѓутоа, како што веќе слушнате, резултатите се на републичко ниво. Ако се знае дека во тутунското стопанство екзистираат негде над 30.000 семејства, 29.680 во последниот 10-годишен период се фармери регистрирани, евидентирани во Министерството за земјоделство во висши системи и плюс оние луѓе кои работат во приватниот сектор како сезонска работна сила кај крупните фармери, од обработените кај откупувачите, 9 откупувачи на тутун на ниво на Република Македонија се и кај преработувачите, односно цигарните фабрики. Значи тука негде околу 34.000 семејства скоро и да обезбедуваат екзистенција, од кој поголемиот дел им значи чиста екзистенција само тутунот и другиот дел како дополнителна екзистенција и средства. И навистина чест и задоволство да се допринесе значи за развојот на производството, за еден толкав број на семејства и луѓе да живеат од таа награда. Посебно сакам да се заблагодарам уште еднаш на локалната самоуправа значи за оваа награда. Исто така почестен сум со тоа што оваа награда потекнува на предлог на Друштвото за наука и уметност, односно од председателството на Друштвото за наука и уметност, чии членови се меѓу најкомпетентните најкомпетентни да ја увидат оваа состојба и да проценат дека ова дело навистина вреди. Тука посебно ги поздравувам подпредседателот на Друштвото за наука и уметност Тодор Алексовски и бившиот председател на Друштвото за наука и уметност доктор Љубен Поповски и поранешен директор на Институтот за тутун, како и председателот на
Друштвото за наука и уметност професор доктор Силвана Пашовска и останатите членови на председателството. Исто така посебна благодарност изразвам на моите први соработници со кои работевме тимски и непосредно, мислам, директни соработници, тоа е професор доктор Гордана Мицеска и таа е тука присутна и како пореднашен председател на Советот тука на општина Прилеп и како директор на Институтот за тутун, поранешен директор на Институтот за тутун. Јас би се заблагодарил уште еднаш на сите и ги честитам наградите на сите добитници третоноемвриските награди, значи особена чест е за сите тоа признание и за нас е ова едно големо признание и морална сатисфакција за она што сме го сториле во развојот и напредувањето на тутунското стопанство. Благодарам уште еднаш.